Иако населението давало голем отпор, по 4-месечната опсада со жестоки битки и крвопролевања, градот конечно паднал во рацете на завојувачите. Според шеријатскиот закон, жителите на освоениот христијански град што ќе одбиеле да се предадат, ја губеле личната слобода, а војниците на освојувачот имале право 3 дена неограничено да убиваат и ограбуваат. Па така, откако агаријаните влекле низ градските ѕидини, следеле страшни настани. Жителите биле убивани, жените силувани, свештениците, монасите и монахињите мачени и погубувани. Храмовите биле ограбувани и сквернавени, а потоа и до темел палени. Особено големо крвништво варварите покажале кон свештениците и монасите, кои што за сето време во борбите непрестајно го поучувале и подкрепувале верниот народ, поттикнувајќи го да се бори до крај за својот спасител и творец Христос. Најревносните пак проповедници и чувари на верата, сите заедно 39 на број, од повеќе битолски манастири и скитови кои по Божја промисла ги преживеале страшните настани, се повлекле во манастирот на светиот великомаченик Георги Победоносец.